што значи во една општина да се има економска зона за развој и за просперитет на луѓето. Тоа е, предпоставувам, благодет за општината. Морам тука да кажам дека кога сме веќе кај економските зони, треба да кажеме дека едно од предусловите да имаме ние економска активност од таков обем и нашата местоположба. Илинден е општина која што е своевидно предградие на градот Скопје, дел е од Скопската котлина, дел е од Скопскиот регион, но не е дел од градот Скопје, ние сме вид предградие на градот Скопје. Имаме место, тоа значи дека многу блиску до самиот центар на градот, 10 километри од тука до центарот на градот. Имаме стратешко значење за тоа што двата најбитни коридори кои што поминуваат и транзитираат низ нашата земја, тоа се коридорот 10 и коридорот 8 поминуваат низ општина Илинден и дури се вкрстуваат тука во еден дел на територија на општина Илинден. Исто така тука се наоѓа на нашата територија аеродромот, меѓународниот аеродром Скопје. Тука е рафинеријата Окта, имаме и други стратешки објекти на нашата територија. Значи, геостратешката положба е многу битна. Вкрстување на два автопата, железницата, Скопје-Белград е тука, гасоводот и така натаму и така натаму. Почнува обиколницата за Скопје токму од Илинден започнува таа обиколница. Сите тие предуслови и условите што ги нуди општината за инвестирање се многу битни за развојот на оваа општина. Како што кажавте, тука е најголемиот прогрес или најголемиот дел за развојот на општината е заслуга на големата економска зона Скопје 1 и Скопје 2 или ТИРС зоната, која што на наша територија е најголема во државата, односно популарно речена економската зона Бунарџик, и таму има над 340 компании, светски брендови кои што моментално таму функционираат и работат и многу луѓе од многу краеви доаѓаат да работат таму. Всушност оваа економска зона е некаков ветер во грб. Добар ветер во грб за развој на општината и тој ветер во грб всушност ве тера да ги подобрувате условите за живот. Факт е дека економската активност, економскиот развој е многу битен за развојот на самата општина. Токму овие компании кои што се на нашата територија го подобруваат тој економски развој. Со самото вработување на луѓето се подобрува животниот стандард на граѓаните. Например, морам да кажам дека Илинден е една од општините што има најмала стапка на невработеност. Нашата стапка на невработеност е веќе под 2%. Така да ретко во Илинден некој што параактивно работа не може да најде, тоа е многу реткост, но морам да кажам дека ние како општина се трудиме да го пратиме тој развој. Значи да вложуваме во оние сегменти на секојдневното живење кои што сметаме дека треба да се развиваат. За Илинденот, која што пред известни години беше класично рурална општина или класично рурално место за живење, полека, но сигурно да се урбанизира и да пружи подобри услови. Кои се сегментите во кои што... Значи, највеќе сегментите кои што ставаме акцент е комуналната инфраструктура. Пред се мислам на реконструкција, изградба на улици, патишта, мостови и така натаму. Вториот дел тука и како е битен на тој во третирањето животната средина како област. Пред се третирањето на отпадните води, изградба на канализациони системи, фекална канализација, атмосферска и така натаму. Понатаму пречистителни станици со така имаме изградено на нашата територија во општина Илинден. Вложување во образованието заради поголемиот прилив на деца. Вложуваме дури сега и во здравството, затоа што иако не е директна надлежност на општина Илинден, сепак сметавме дека тука треба да се вклучиме и да помогнеме во изградбата на подобри услови да има, односно општината и нашите граѓани да дадеме во тој сегмент. Работиме на подобрување на спортска инфраструктура во областа на спортот и културата, во делот на комуналната хигиена, подобрување на условите и така натаму и така натаму. Така да сите сфери од општественото живење се трудиме да инвестираме во тие и да се подобруваме генерално како општина. Добар пример сте за тоа што живеете во Илинден и ќе продолжите да живеете во Илинден. Тоа значи дека
најпрво вам и на вашето семејство треба да ви биде ова пријатно место за живење и ви пожелувам да ги остварите сите планови, пред се заради благосостојба на сите жители на вашата општина. Ви благодарам.